Сезоната на подготовка на традиционалната зимница веќе почна. Фреквентноста денеска на градскиот пазар беше поголема од вообичаено. Купувачите најмногу беа заинтересирани за грозјето, зелената пиперка, доматите и јаболката. На стартот на сезоната за подготовка на зимница на градскиот пазар денеска сретнавме граѓани кои забрзано купуваа намирници за подготовка на традиционалниот ајвар. Некои не прават зимница, други пак ја прават во помали или поголеми количини во зависност од длабочината на џебот. Поголем број од младите велат дека или немаат време, немаат услови или пак полесно им е да купат во маркетите. Повозрасните домаќинки не се откажуваат од македонските специјалитети. Цените на земјоделските производи се високи за нашиот стандард, но ајвар мора да има, велат тие. Па да ви кажам, спрема стандардот на луѓето, цените мислам дека се високи. Посебно да кажеме годинава на доматот цената. Убавиот домат 50-60 денари. Исто така и пиперката, 40 денари редовно е. Зелката е поскапа спрема прошлите години. Малце лошието е така по стандардна цена спрема другите години. А сега, например, време на зимници, пиперката е скапа. Доматот исто е скап. Па ќе направиме помалце. Према другите години, ова година ќе бидеме малце помалце. Пиперките се скапи по 40 денари за ајвар. Доматите му помина веќе сезоната, тие се ефтини. Модрите и тие се по 25 денари. То се мора да се купува. Мора да се земи што ќе преш. Скапи, ефтини, какви што се. Таква цена, секој си има рецепт. Иди. Мора да се снабдиме со ајварче, со лутица и така. Продавачите и производителите на земјоделски култури на градскиот пазар незадоволни од побаровачката на производите. Велат, цените не се високи ако се земат предвид трошоците кои тие ги плаќаат, дури да го пласираат својот производ на пазарот, а и неповолните временски услови во текот на летото, како и невремето кое зафати дел од Прилепскиот регион, си го направија своето. Па така велат, тие секоја година има се помалку род и квалитет од претходната. Родот е годинава преполоен, нема доволно род, а квалитетот си го има зачувано, така да мислам дека заради тоа и цената е повисока. Интересо околу купувачите има, се побарува, бидејќи е помалку, нема доволно, а иначе производителите од година на година се намалува со оглед на големите трошоци, бидејќи бара доста трошоци, и откупите кај нас се уште не функционира како што треба. Поготово за капијата се тактизира, еве и сега. Ова што е за ајвар, има, секој ден се менува цените, зависно од купувачите, така да тоа е малку послабо. Иначе другото во ред е, а иначе овие години се неповолни за градинарството. Секоја година велиме се полошо и полошо, така да и годинава имаше доста град во нашиот район и тука производството уште повеќе се намали. За оваа година производство е многу намалено, доста бавчи се оштетени, нечинат од дожд до овенати и бериме нешто назад, нема може бавчике што има втора тура, а има и што нема да влеза. И сега прилично луѓе се буна 40-30 е скапо, ама донесено тука на мало и екстра одбрани, па еве видите како една по една се одбира. Мислам треба да вреди 10 денари разлика спрема што е во домашни услови. 25 денари моментално прва класа е дома и екстра класа, 18-17 промешана, најслабата 10. Рачунајќи тука 3 денари субвенции во тие што се за преработка за на фабрика. И сега во последни дена почне нагло да се ида камиони велам, што значи порано почна и година стигна. Ако продолжи со тоа темпо, ја не знам, луѓе и за 30 дали ќе најдат овде зајвар, донесена. Инаку килограм зелена пиперка на градскиот пазар се продава и по 40 денари. Доматите во зависност од сортата се продаваат по цена од 30 до 50 денари по килограм, а овој период зголемена цена имаат корнишоните. Инаку, една тегла ајвар од 750 грама во поголемите маркети низ градов може да се купи по цена од 130 денари па нагоре. Доколку пак станува збор за некој поскап бренд, цената достигнува и над 200 денари.